Почитуван председателе на владата, господине Зоран Заев, почитувани директори, ваши екселенции, почитуван декан на Факултетот за безбедност, почитувани идни полициски службеници, почитувани семејства, дами и господа, почитувани представници на медиумите. Задоволство ми е што како министер за внатрешни работи денеска можам да им честитам на новите припадници на полицијата. Идните полициски службеници, односно наши нови колеги во Министерството за внатрешни работи. Денеска овде во Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи овие млади момчиња и девојки по интензивната едногодишна обука отвораат едно ново животно поглавје посветено и исполнето со мноштво професионални предизвици. Затоа, дозволете ми на самиот почеток на сите наши нови колеги да им порачам. Вашиот прием во полицијата, колку што е реален успех и гордост за вас и вашите најблиски. Во иста мера треба да се разбере и како инвестиција во иднината на ресорот за внатрешни работи, како наш заеднички влог во заштитата и безбедноста на граѓаните и на државата. Тоа е сериозна и света обврска која што убеден сум заедно ќе остваруваме постојано преку секојдневните работни ангажмани и задачи. Почитувани присутни, полицијата е во период на реформирање и целосно нејзино сообразување со модерните трендови и стандарди на работење на европските полициски служби. Ке повторам, пред нас се нови и ни малку лесни предизвици. Во изминатиот двегодишен период ние конкретно покажавме дека Министерството за внатрешни работи има професионалци, има капацитет и потенцијал далеку поуспешно да се остварува сите законски надлежности и задачи. Поквалитетното организационо, структурно менаџирање, но и менаџирањето со човечките ресурси дава резултати кои што се евидентни, мерливи и проверливи, при тоа подигнувајќи ги повисоко нивоата на полициска ефикасност во сите сфери од работењето. Од вас, млади колеги, како идни полициски службеници, се очекува пожртвуваност и посветеност на работата, отвореност и одговорност, честност и хуманост, атрибути што треба да бидат основата на вашите професионални стандарди и професионален и човечки интегритет. Од вас ќе зависи борбата со сите предизвици и сите видови на криминал со кои се соочува едно општество. Само преку таквиот светоглед ќе можете да дадете свој полн придонес во остварувањето на новите цели на нашето општество, меѓу другото и изградба на полицијата како институција исклучиво во служба на граѓаните. И конечно, преку сопственото поведение и труд да покажете дека институциите постојат во интерес на сите граѓани, независно од нивните лични определби, уверувања или други различности. Институциите, вклучително и полицијата, им припаѓаат на сите граѓани на нашата држава подеднакво. Тие се нивен сервис, онаа практична или така да кажам оживотворена уставно-правна гаранција која што треба да ги обезбеди и овозможи сите граѓански слободи и права. Почитувани идни полициски службеници, очекувам дека знаењата и вештините што ги стекнавте изминатава година преку интензивна обука, брзо ќе ги примените во организационите единици каде што ќе бидете распоредени. Дотолку повеќе што полицијата има и тоа како потреба од млади, нови луѓе, амбициозни
и волни за професионален развој и напредок. Се надевам дека тоа ќе го искористите мудро, свесни за нашата целосна, колегијална и професионална поддршка. Конечно, токму во насока на уште поквалитетно стимулирање и мотивирање на сите наши колеги. Одлучивме годинава за прв пат на 10 најдобро рангирани кандидати за полициски службеници. Стефан Јонушевски, Марко Стефановски, Даниел Андоновски, Марин Смилевски, Папи Пандов, Антонио Батковски, Коста Ѓорѓиевски, Стефани Заевска, Благојче Јанкуловски и Дарко Трајановски, да им овозможиме право на избор на организациона единица каде што би го почнале својот професионален пат во Министерството за внатрешни работи. Сосема на крајот, дозволете ми уште еднаш во свое име и во име на колегите од Министерството за внатрешни работи да ви го честитам успешниот завршеток на обуката за полициски службеници, посакувајќи ви лична професионална среќа и успех во кариерата што е пред вас. И да знаете секој од вас дека полициската униформа е вашата обврска и вашата должност и пред граѓаните и пред Република Северна Македонија. Да се заблагодарам на крајот и на председателот на владата за прв пат што доаѓа на една ваква промоција председател на влада и ја дава поддршката на полицијата, се со цел да изградиме полиција по европски стандарди, која што ќе ги исполни очекувањата на сите нас. Честитки, да бидете горди на она што го постигнавте и да не направите нас горди на она што ќе го правите во иднина. Ви благодарам на вниманието.